крштението на Господа е наречено богојавление, затоа што во него толку опипливо се јавил себе си едниот вистински Бог, кому во Троица му се поклонуваат. Крштението на Исус Христос. Во времето кога Исус Христос наполнил 30 години, на бреговите на реката Јордан, проповедал покаяние Јован Претеча. Тој ги крштевал луѓето, заради што и бил наречен крстител. Еден ден покрај реката Јордан, кај Јован дошол Господ Исус Христос, за и тој од него да добие крштение. Кога го видел Исуса Христа, претечата прво одбивал да го крсти, велејки: „Јас треба од тебе да бидам крстен, а ти ли доаѓаш кај мене?“ Но Исус му одговорил: „Остави сега, тоест не спречувај ме сега, зашто нам ни предстои да ја исполниме секоја правда, односно да го исполниме целиот Господов закон и да им покажеме пример на луѓето. Кога го слушнал тоа, Јован се покорил и го крстил Исуса Христа. Кога пак Христос излегувал од водата, над него се отвориле небесата и Јован го видел Светиот Дух, кој во вид на гулаб се спуштал на Исус. И бил слушнат глас од небото кој велел: „Ово е мојот возљубен син, кој е по мојата волја.“ Тоа бил гласот на Бог Отецот. Тогаш Јован Претеча сосема поверувал дека Исус е долгоочекуваниот Месија, Синот Божји, Спасителот на светот, за кого проповедале пророците и тој самиот. Крштението Господово е граничник кој ги разделува двата завета, како водата што ги разделува двата брега на Јордан. Од едната страна е крштението Јованово, се уште старозаветно, иако и различно од обичните ритуални миења. А од другата, крштението со оган и дух, веќе новозаветно. Крштение во име на Господ Исус Христос. Јован крштевал за покаяние, што не постоело пред него во Стариот Завет. Сите ритуални миења воделе само до телесна чистота, миејќи ја телесната нечистотија, а при тоа од луѓето никој не барал покаяние. Но Јован се грижел за душата. Според преданието, тој од оние што му пристапувале барал да ги исповедаат своите гревови. Додека крштеваниот не се исповедал до последниот свој грев, тој не излегувал од водата. Не случајно светиот евангелист забележува дека кога Исус се крстил, тој излегол од водата абие, во превод од црквено-словенски веднаш, бидејќи како безгрешен немал што да исповеда.
Крштението уште е и соединување на двата завета. Христос, Месијата, основач и законодавач на Новиот Завет, доаѓа кај Јован на реката Јордан, за да ја исполни секоја правда, се што е напишано во Светото Писмо. Не мислете дека дојдов да го нарушам законот или пророците, вели Господ. Не дојдов да ги нарушам, туку за да ги исполнам. Исполнувајќи ги во својот живот сите прописи на законот, Христос сега го исполнил и главното од она за што говореле пророците. Послушен на волјата на Отецот, тој излегол на своето служење заради спасението на човечкиот род. Крштението уште го нарекуваме и богојавление, бидејќи при крштението на луѓето им се покажала наедно целата Света Троица – Бог Отецот, Бог Синот и Бог Светиот Дух. Она за што прикриено се говорело во Стариот Завет, со себе го означило Новиот Завет. Верата во еден Бог сега е вера во Пресвета Троица. Отец безпочетен, Син еднороден, кој од Отецот се раѓа, и Светиот Дух, кој од Отецот исходи. Православната црква го празнува крштението Господово на 6 јануари, 19 јануари по нов стил, како еден од големите празници. Наспроти празникот, во денот наречен предпразништво на Богојавление, е установен строг пост. Во спомен на тоа дека Спасителот со своето крштение ја осветил водата, во навечерието на крштението Господово и на самиот празник се прави големо осветување на водата. Во навечерието водосветот се прави во храмовите. А на денот на празникот се прават литии на реки или на базени, што се нарекува богојавленска литија на Јордан. Православната црква така го чува споменот на прекрасниот и чудесен настан од новозаветната историја на крштението Господово. Слегол владетелот на ангелите во јорданските води и осветувајќи ја водната стихија, ја исцелил целата вселена.